Одличен натпревар за Металург, се бореше долго, му зададе големи проблеми на тимот на Вардар. Како сте задоволни од она што го прикажавте денес? Па добро, честитки за екипата на Вардар. Мислам дека го дадовме не максимумно, изигравме за своја душа. Знаевме дека Вардар е фаворит, мислам дека немавме никакви шанси. Излегавме скроз максимално опуштени. Ако не се проиграше шанса, нормално дека ќе победиме. Сега останува уште 3 дена да се спремиме за многу, мислам, најбитна утакмица сега оваа сезона со Ерофам работник во среда. Имаме, мислам, мал период, но мислам дека само да врбата кренавме со овие утакмици и претходните во македонското првенство. Од 3 награди поединечни, 2 кај Металург на овој завршен турнир, се очекуваше дека можеби ќе биде така. Па добро, може македонци, може мотивирани пред ова, морам да пофалам публиката во Битола, секогаш е многу убаво да се игра во Битола, публиката живее за ракомето за Битола. Беше како на домашен терен овде, се очекуваше ли можеби дека две скопски екипи ќе добијат толку аплаузи пред битолската публика? Па добро, кога нема битолска екипа, нормално дека мора да набива за еден. Мислам дека секоја желба му е во градот дека го земат, сакаат да играт или Пелистер или Работник, но тоа се случи дека мислам дека ние поквалитетни излеговме и добро се боревме против Работник. Мислам дека покажавме зрелост како треба да се игра. Што е она што може да се очекува против Работник, бидејќи вчера игравте против нив, сега за 3 дена играте повторно. Ќе има ли некоја измена можеби за да се, бидејќи тој меч го решава второто место? Па добро, како прво не смееме никако да подцениме. Видовме тоа првата утакмица што ги подценивме тука во Битола дека многу тешко ни беше. Ќе влеземе максимално спремни, знаеме што значи тоа ако биде пораз таа утакмица дека ни виси второто место и нема да се напревураме во сека лигата, а нас целта ни е второ место да бидеме во македонска лига.